Информацијата со Никовски. Добро вечер на сите. Почитувани, има толку актуелни теми да човек не знае кај да почне. Знаете, има едно старо правило дека лошото никому не му одговара во принцип, али вела дека што е полошо, тоа подобро за дипломатите и за новинарите. Има теми колку што сакат и во нашиот случај што е полошо, тоа е подобро за тие што ја креираат кризава, затоа што сакат да не фрлаат на колена. Да почнеме веројатно со најавите кои доаѓаат од разни страни за некаква широка коалиција, која мислам дека во дадените услови била погубна, бидејќи македонското национално ткиво пред се е толку поделено, толку конфронтирано, што тука нема никаков услов, никаква можност за некаков консензус, за нешто што да избие опртманка што е заеднички интерес, а од друга страна и во државата, мислам, имаме една тотална хаотична ситуација кога албанските политички партии артикулираат барања кои се надвор од умот, кои де факто беа прикривани 15 години по војната од 2001 година, за денеска да дојдат на дневен ред и да го барат невозможното. Значи, некаде во 2014 година, пред изборите, имаше услови да се зборува за некаква постизборна широка коалиција, да се сплотат силите, да можеме заеднички да разговараме, да видиме што е тоа од неков траен, фундаментален интерес на народот и државата. Меѓутоа, вие знаете што се случи, дојдоа изборите, тие беа бойкотирани, резултатите беа бойкотирани и државата навлезе во еден тежок темен тунел кој до денеска нема крај и некако светло на својот крај. Да повториме и да, мислам, не оставиме никакви сомнежи дека се тоа што ни се случува е апсолутна режија на чадрот, така наречен, а тоа е Вашингтон, мислам, тоа веќе на сите ми јасно, да го кажеме и гласно тоа, мислам, и дека 25 годишните обиди да се прекрсти оваа држава, да се разнемити македонскиот народ, не успева. И сега, значи, токму за таа цел да се заврши таа приказна, се завршат, да се прекнат тие неуспеси на чадорот, е рекреирана оваа криза, се обидува со полувистини, како што викаше креаторот, односно публицистот на бомбите, дека тоа биде полувистини, а синоним за полувистини е полулаги. Тие не ја дадоа својата, не го дадоа чекуваниот резултат, власта не беше разбиена, државата не беше доведена во целосен хаос, да не се знае никој јаде, никој пие. Напротив, сепак има некој систем кој функционира и покрај сите тие удари кои се задаваат на Македонија во цел на некој начин нормално живее во таа целата тој хаос, во сите тие ненормалности. Дори имаме и странски инвестиции, инвеститори нови. Меѓутоа, кога сето тоа не успеа, значи планот Б, така наречен, е и беше замислен да се минимизира победата на сегашната владеачка партија, да таа биде пирова и да не успева да формира влада, а од друга страна оваа опозицијата беше инструирана да настапи со нелогични, историски погрешни, неразумни, како сакате, идеи и концепти кои одат на штета, долгорочна и историска штета на македонскиот народ, со кои ги покрена амбициите и апетитите на албанците. И сега кога веќе сите тие досегашни, планови, концепции и концепти не успеава, сега ќе се наметнува како најнов изумнивни, а тоа е дел од тоа сценарио, е широка коалиција. Широка коалиција во која имаме опозиција македонска која е спремна да ја фидализира државата, да го витка рбетот, да прави двојазичност, да предлагаше нејзиниот водач да албанец биде премиер, јас го коментирал тоа и се да повторам,
може да бидат не само премиерот и албанец да биде и премиерот, и председател на државата, и председател на собранието, и министрот за дворешни работи, али не луѓе кои ќе работат на голем албанскиот концепт, како што се за жал сегашните албански политички лидери, туку кои ќе се борат за оваа држава. Така да, сето тоа е во тој концепт на рушење на оваа држава, на бришење на овој народ, и коалицијата, каква што сега ја предлагаат, која, мислам, никој не крие дека тоа е странски концепт, е погубна, неприфатлива и мора да се осуди од сите и да се направи се да легитимното право кога владачката партија бара 63 патеници, да се обидеме да го дозволиме, затоа што ако немаме силна влада, ако дозволиме да после тоа почнуваат тие ценкања, калкулации и комбинаторики да се руши народ и државата, да ги спречиме. Значи, одговорноста на сите нас, на секој од нас да излезе на изборите, да го даде својот глас за една Македонија која ќе биде унитарна, за една Македонија кај што македонскиот народ останува мнозинство и мора да биде онај највлијателен фактор во општеството, а не да така тој биде блокиран и да се прави некој паритет меѓу 4 албански, 2 македонски партии. Значи, мораме да бидеме против федерализација, против широката коалиција, во дадениот момент тоа би било невозможно и штетно. И тоа, да го заклучиме овој дел од нашата денешна емисија со констатација дека можно ќе биде се прави таква коалиција само откако ќе биде променето раководството на опозицијата, сегашното раководство, кое води политика надвор од умот, која води политика против државните интереси и против оние најфундаментални интереси на македонскиот народ. За дипломатијата со Никовски. Бидејќи верувале или не, македонската музика е забранета, вечера го слушаме Шопен и ова е неговата полонеза. Тоа се трајни вредности, меѓутоа, велам, присилни сме бидејќи живееме во време на глупости и забраната на македонската музика може само така да се карактеризира. Почнавме со најавите за некаква голема, широка коалиција со една единствена цел, значи да се прекарси државата. Кај нас, за жал, имаме бројни аналитичари, поднаводници, голем дел од новинарите, дури и политичари, било во опозиција, било во опозиција, кои деневно ги гледаат работите без да имаат некаков подолгорочен пристап да ги аналитички се следат работите во еден поширок период. И кога се гледа на таков начин, знаете, вие немате проблеми да ги оцените работите, бидејќи мозаико се формира, се покажуваат формите кои до вчера беа непознати, нејасни, мислам, беа тешко да се дискутираат, бидејќи, велам, не издаше ништо дефинитивно. Меѓутоа, ако гледате на една долгорочна основа, поготово нашиот случај од 91-та година, односно од по распад на Југославија, работите веќе се толку јасни што треба да биде слеп и глув и не знам како да не можеш да чуеш, да не можеш да видиш, да не можеш да кажеш. И ова, значи, сега најава на можна широка коалиција мора се стави во тој контекст на едно завршно сценарио кое треба земјата која фрлена на колена да се докрајчи, да се заврши приказната и да сите тие неуспеси кои ги доживеа чадорот, тоа е Вашингтон или така, на крај се завршат. Мораме да подсетиме дека токму во таа насока, во тој план, во тој сценарио беше апсолутно реализирана и посетата на Обама на Атина. Ние рековме да повториме дека никаква причина друга, освен името на Македонија, немаше зашто Обама на крајот од својот мандат отиде во една Атина. Нити е неков пријател со Ципрас, нити грчко-американските односи на такво ниво, нити било што друго можеше да го води него тамо, освен целта да својот мандат, втор мандат, значи својата политичка кариера де факто ја заврши со еден успех американски да тоа прашање го затвори. И тој не успеа во Атина, за среќа, а грците не се спремни за отстапки било какви од нивната ерго омнес, што во дадениот случај може да биде и позитивно за нас. Меѓутоа, знаете, чадорот од преку океанот не се повлекува лесно, он во своите политики, иницијативи, акции
не се предава лесно, он е прагматичен, кој ќе види дека удара во зидот се повлекува и бара нова опција, мислам, бара нов план Б, меѓутоа во конкретниот случај тие обстојуваат и ќе вложат се да дојде до реализација на нивните планови преку некоја широка коалиција или преку додатна криза, преку нели така со максимализирање на албанските барања на што сме сведоци деновиве, да се создаде, значи не може да се формира влада, да се евентуално оди на втори избори на блиска иднина и да државата продолжи не со длабока криза, него продлабочена криза и која ќе ја води во некаков пропаст. Мислам дека тоа е сценарието, тоа не е никакво ништо спорно, ако велам и гледате во еден подолгорочен период. Сите тие активности, процеси се во мозаикот многу јасни и наша должност е да тоа спречиме. Бидејќи велам се работи на овие избори, се работи да се биде или не. И ако тука се покажеме незаинтересирани, индиферентни, се гледаме својата лична и фамилиарна работа, не одиме да гласаме или погрешно гласаме, цената ќе ја платиме. И ако овој народ навистина не зна да го одбере она што е добро за него, па и не заслужуваме своја држава. Али велам, тоа зависи од нас, 99%, и ако тока промашиме, значи алот со право ќе ни биде во калдо, што не сме заслужили ништо подобро од тоа. Мислам дека сте сите свесни на еден друг начин дека имавме период по војната од 2001 година, кога албанските лидери, поготово од поранешната УЧК, нели, волците од УЧК се трансформира во овци од крзното од волчото крзно од УЧК беше претворено во овчо крзно во ДУИ. Едно 10 години, скоро и 15 години, тие беа многу воздржани околу името на државата, значи судбината на македонскиот народ, не се изјаснува, напротив дава една поддршка на чело со лидерот на ДУИ, кој неговите изјави на таа тема секој од нас може да ги подпише, се до овие последни денови, кога велам нивниот мотор, нивниот менаџер од преку океанот им даде знак дека сега му е мајката, тоа што кажа Заев во Швајцарија и го повторуваше во Македонија, сега му е мајката, тоа не е негова измислица, тоа е напротив дел од стратегијата на странците, која албанците исто така ја користат и сега поставуваат невозможни услови, уцени и слично. Најде тоа подсетува на онај период кога постоеше ДДР, односно Германската демократска република или Источна Германија, кога те испраќаа своји шпиуни во Западна Германија и кои 10 години беа прикриени, не правеа ништо спротивно законите на Западна Германија и сите тие контроли кои ги вршеа тајните служби на Западна Германија ги поминува многу лесно и се активира после 10 години. Тоа истото само во друга форма не се случува и на сега. Тие истите кои 10 години, 12 и 13 може би беа воздржани, ни дава право дека името не може да не остават на тесно и на тенок мраз околу името, бидејќи тоа се работи за судбината на овој народ, сега денес ќе вртат страницата, вртат политиката и велат дека мора да се промени името, да се отворат патиштата према НАТО и ЕУ, а за македонскиот народ не дават ни 5 пари. Значи, ситуацијата, сите тие аргументи и елементи се такви да никој, велам, нормален човек, сакате ова држава, никој што му е гајле, што држи до интересите на својот народ и својата држава, не може да биде хладнокрвен, индиферентен и мора да заземе страна. Сега не се работи за левица или десница, јас сум ми кажал повеќе пати, сега повторам, јас сум од левицата, јас немам ништо заедничко идејно со десницата, меѓутоа се не се работи ни за левица или десница, се работи за судбината на народот и државата и секој што тука ќе се покаже нелојален, секој ќе се покаже незаинтересиран, да знаете, тој на некој начин е и предавник. И сега ќе потсетам, асоциацијата ми дојде по баш зборувајќи на таа тема, кога сегашниот лидер на опозицијата ја презема партијата, тоа беше некаде после оние последните месечини локални избори во 2013 година, кога рече дека тоа работеше околу заедничкиот став кој го зема двете главни македонски партии околу коалицијата која направија во Кичево и Струга, и тој рече, нашата партија, значи сегашната опозиција, не била патриотска партија.
Тоа е таква глупост, разбирате. Меѓутоа, таа глупост не сакајќи открива една сериозна и опасна содржина, ако не е патриотската партија, каква е? Другата опција е предавничка. Аз тоа не го велам, меѓутоа само анализирам, значи ако некоја партија не е патриотска, значи таа има глобалистичка не може да биде, затоа што не одговара. Значи, велам, ситуација е таква, драматична, водете сметка, секој нека води сметка за себе и своето семејство, зашто одлучуваме ќе не биде или не. За дипломатијата со Никовски. Денеска го слушаме Шопен, ова беше неговиот концерт за пијано број 1. А втората тема на која ќе се држиме денеска се албанско-грчките односи. Имаме еден период на сериозно заоштрување меѓу Тирана и Атина и мислам дека тоа е резултат пред се на онај нагласен албански национал шовинизам кој не се случува само кај нас, туку е еден, речам, феномен на регионот и да бидеме објективни. Ако зад вас стојат Соединените американски држави, ако единствената суперсила беше спремна да го бомбардира Белград за да ради независноста на Косово, тогаш е нормално да растат апетитите и ние цело време сме сведоци на таква политика од страна Тирана и пошироко и од Косово и велам политичките лидери на албанците во нашава земја. За жал, просто е неверојатно како Брисел не реагира на таквите ексцеси, ако сакате, и јавни изјави со кои се руши де факто безбедноста на регионот, се создаваат услови за нови конфронтации, меѓутоа Брисел, како што знаете сите, е во функција на американските интереси, а тие се тука многу очигледни дека играат на картата на албанците во регионот. Најнови манифестации за тоа се последните изјави на грчкиот премиер Рама, кој во интервју за грчка телевизија Sky де факто ги провоцираше грците со некои како сакате поводи и проблеми кои се реални, например за чамите. Тој праша зашто чамите не може да се вратат во Чамирија, таа Чамирија е делот од Грција, и да подсетиме дека чамите беа протерани после Втората светска војна како сојузници на фашистите. И да подсетиме уште додатно на тоа дека во текот на Втората светска војна Мусолини, за да ги придобие албанците, ја формира де факто голема Албанија со деловите од Кајнас, од Црна Гора и од самата Албанија. Меѓутоа во деловите од Грција не ги приклучи на таа фантомска голема албанска конструкција. Меѓутоа чамите, бидејќи нели така тоа голем албанскиот проект, тоа беа албанци чамите, го прифатија, го поддржуваа тој концепт и на крајот од војната тие беа протерани. И тука имаме една коинциденција, еден ист став со кој Тирана и Македонија се на некаква иста линија, бидејќи тоа се случува со чамите и Рама отправдано праша зашто тие 80 годишњаци не може да се вратат, да ја посетат Грција, да ги посетат своите гробишта, своите домови и така натака. Истото што се случува со нашите македонци во Грција кои не се признати. Тука имаме една коинциденција на интересите меѓу Тирана и Македонија, меѓутоа Грција, како што знаете, тука е многу јасна, за Атина нема проблеми прашање за чамите, како што не признава дека има македонско малцинство во таа земја. Меѓутоа, сето друго што го лансира Рама на некој начин е провокативно. Тој, например, меѓу другото, изјавил за грчката телевизија Sky дека албанец го спасил Акрополот и дека во тоа време во Атина се зборувало многу или да речам скоро само албански. Знаете, како што велат го ослободиле Скопје, како што зборуваат за албански територии кај нас и во региони така натака. Тоа е таа иста реторика, меѓутоа сега за прв пат во Атина веќе се прашуваат и се загрижени за тој голем албански национализам, кој очигледно веќе почнува да се рефлектира и меѓу односите меѓу двете земји. Како реакција имаше изјави на Кодзијас кој велеше дека
дека мислам со големи оштри критики на албанското раководство, рече дека се Албанија е главен светски производител на дрога, дека во тоа е вклучена и нивната политичка елита, зборуваше за против тие национализми кои во Тирана и во Албанија растат. И како одговор на сето тоа доаѓаме до тоа што деноиве имаме таму веќе концентрација на грчки војни сили, некакви маневри се вршат, така да имаме една заоштрување во нивните односи, кое во никој случај нема да биде позитивно и поволно за регионот. И на таа линија исто така имаме последниве денови вест дека е формирана Унија на албански општини од регионот. Тие големо албански апетити, политики, разберете, кои е Рама вели дека тако нешто не постои, да не постои мислам не постои, нема јавно ти никој да каже тоа, меѓутоа во реалноста тоа е апсолутно нешто реално и вистинско. И да подсетиме само кога Бериша како премиер велеше дека албанските територии се од Превеза до Прешево и од Скопје до Подгорица. Значи, еден голем дел од Македонија, помал дел од Србија и значаен дел од Црна Гора. Чамирија и тие не зафаќаат, тие кои на неа мислат, нели така. И сега имаме, или да го подсетиме Муса Џафери како премиер неодамнешна наша држава, имаше план, дори јавно објавен, дека сака да организира конференција под наша покровителство и на сметка на Македонија на сите албански граначалници од регионот, значи од цела Албанија, од Косово, Македонија, Јужна Србија, Црна Гора, една, мислам, комбинаторика и една политика која само покажува едни големи албански аспирации и де факто практична примена на таа теорија. И сега се формира, значи, Унија на албански општини од регионот, во која влегуваат Тирана, Приштина, Тетово, Улцин и Прешево. Значи, да ги наречеме овие другите, значи, Тетово, Улцин и Прешево, се така наречени главни градови на новите три албански републики или главни градови на така наречените албански територии кои цело време се спомнуваат како нешто реално во самата Албанија. Значи, велам, имаме едно заоштрување, едни нови тенденции во кои деломно албанците се во право кога се за чамите, меѓутоа во целина тоа се работи, се рефлексиите на тој голем албански национализам, долека, полека ги загрижуваат и Атина. Лично можам да кажам дека зачудува што толку време им требаше да зазема некој по-конкретен став во однос на тие тенденции, кои кај нас се рефлектираат отворено дури и, велам, имаме сега една ескалација, еден моментум на таквата политика, голема албанска политика, во формулирањето, промовирањето на барањата на албанските партии, на албанските лидери во Македонија, кои се антиуставни, кои водат во федерализација, значи преку консензус, коалиција на победничките партии во двата блока, двојазичност, дводомен парламент и слично, што се, велам, е апсолутно надвор од така начинениот дух на Охридскиот рамковен договор, кој, како што рековме, веќе е дел од историјата, такво нешто веќе не постои, тоа е имплементиран во законите и во уставот, и Охридски рамковен договор веќе не постои како нешто формално, живо, актуелно, за кое може да се дискутира. За дипломатијата со Никовски. Непочитувани дека имаме одредено заоштрување на односите меѓу Албанија и Грција и мислам дека нема да погрешиме ако тоа го ставиме во контекст на настаните околу Македонија, бидејќи Грција очигледно е носител на проектот за наше прекрстување. Тие ни направија едно чудо бели проблеми со нашето евроинтегрирање и слично, меѓутоа сега покажуваат одредена реалност и објективност кога гледаат дека тука ќе не прекрстуваат нас, меѓутоа имаме и
една тенденција, една политика на албанизирање на земјата. И тоа не може да не ги загрижува. И велам, со риториката која доаѓа од Тирана, тие веќе почнуваат да полемизираат, почнуваат да на некој начин да се закануваат со воена сила, афирмираат дека се богати, посилни и слично. Така да овој период, значи преку македонските, да речем, работи се комплицираат и односите во регионот. Мислам дека периодот до после изборите ќе биде драматичен по многу што и ние немаме друг избор отколку да го издржиме сето тоа. Значи топката е по многу што кај нас. Ние мораме да бидеме тука да речем свесни, ако сакате, за она што не очекува и на овие избори да излеземе што помасовно и да покажеме дека заслужуваме своја држава и опстанок на македонскиот народ. Кога зборуваме за тие меѓународни односи, политики, судери, војни и така натака, мораме да бидеме свесни дека сите војни, сите конфронтации, конфликти кои се со илјадници години случувале во светот, во основата се заради економските интереси. На крајот од денот се освојувале територии, сега се се градат гасоводи и слично, не се дозволува да се градат гасоводи и слично, кој што беше прво јужниот поток, потоа турскиот поток и слично. Се тоа на Блискиот исток, тие војни кои трајат 30-40 години, сите се заради економските интереси. Таму е нафтата и таму не сме да има мир, зашто ако има мир, разбирате, тие може да се договорат и да направат цената на нафтата, не знам, $500 по барел и тоа ќе биде крај на светот по многу нешта. Значи, во крајот од краиштата, за се крие интересот економски. Ние како нација не сме доволно економски свесни, тоа не мора да си го признаеме и затоа е онај апел кој повторно го повторуваме дека треба да се купуваат дома македонски производи. Тоа значи да работиме на самите себе, парите да стануваат тука и да дозволиме, да возможиме да нашите деца имаат перспектива, економска перспектива. Велам, основата е економскиот интерес и да го подржуваме на тој начин, со купување на македонски производи. За денес имаме една мудрост која е на некој начин поврзана со нашите состојби. Таа гласи: не вртете се назад, може би сте блиску до целта. Со други зборови, немојте да се колебате. Значи, како ја поврзам тоа со нашите состојби? 25 години се обидува да не уништат, не успеа, сега го доживуваат својот моменто, својот максимум на обиди, политики, подметнувања, кризи и слично, за да не докречат. Меѓутоа, треба да гледаме напред, треба да бидеме обединети и да се избориме за своето место под сонцето. Толку за денеска, почитувани слушатели, а ви понатако останете на брановите на единственото радио во боја, Радио Слободна Македонија. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредник и војтел на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 2 декември 2016 година. За дипломатијата со Никовски.